Беше тоа на 9 декември 1943 година кога почина Никола Парапунов, македонски револуционер. Во 1931 година Парапунов станал член на Бугарската комунистичка партија, а на почетокот на 1932 бил член на окружното раководство на Бугарската комунистичка партија во Петрич. Поради своето делување како комунист, тој бил уапсен и од 1933 до 1941 година бил в затвор. По излегувањето од затворот преминал во илегала и на 26 јули 1941 година ја формирал Разложката чета, првата вооружена партизанска формација во Бугарија, Пиринска Македонија, како дел од царството Бугарија. Најрано го кренал својот глас за ослободување и обединување со останатите делови на Македонија. На територијата на Пиринска Македонија, уште во 1941 година, се оформиле партизански одреди под водството на Парапунов, а токму во Пиринска Македонија се одиграла и првата вооружена борба против бугарската војска и воопшто првата вооружена битка против фашистичките окупацијски војски на Балканот. На почетокот од 1943 година, Парапунов станал член на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, но на крајот од истата година загинал кај местноста Сува Чешма во близина на селото Бараково, Горноџумајско, во борба против бугарска полициска заседа. Тој е опеан во наредната песна "Темен се облак зараде". Беше тоа на 9 декември 1987 година, кога е роден Дамјан Стојановски, македонски кошаркарски репрезентативец кој моментално настапува за МЗТ Скопје. Тој е брат близнак на кошаркарот Војдан Стојановски и е помлад брат на Огнен Стојановски. Стојановски е започнал кариерата во Вардар од Скопје, играл за бугарскиот клуб Лукоил Академик, а потоа преминал во МЗТ Скопје. Со овој клуб тој бил шампион и освојувач на Купот на Македонија во сезоните 2012-2013 и 2013-2014. При тоа Дамјан Стојановски бил прогласен за најкористен играч во финалната серија во сезоната 2013-2014. Во февруари 2015 година Дамјан Стојановски бил прогласен за најдобар кошаркар во Македонија за 2014 година. Тој е член на кошаркарската репрезентација на Македонија, со кој учествувал на 4 европски првенства во кошарка во 2009, 2011, 2013 и 2015 година. За време на завршниот турнир во 2015 година во групната фаза во Загреб, Хрватска, Дамјан бил четвртиот играч со најмногу бодови во македонската репрезентација, односно имал 40 бода на 5 надпревари. Беше тоа на 9 декември 1987 година, кога е роден Војдан Стојановски, македонски кошаркар, бек на македонската репрезентација и на кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје. Тој е брат близнак на кошаркарот Дамјан Стојановски и е помлад брат на поранешниот кошаркар Огнен Стојановски. Кариерата ја започнал во Вардар, при што со него го освоил Купот на Македонија. Веднаш, следната сезона се преселил во Амак СП од Охрид. Во 2011 година се преселил во Украина, каде играл за тамошните клубови Черкаски Мавпи во сезоната 2011-12, потоа и за Донецк, со кој го освоил и украинското првенство. Во сезоната 2013-2014 потпишал за германската Алба Берлин. На крајот на јануари 2015 година Војдан го напушта тимот на Алба Берлин и се преселил во Морабанк Андора во шпанската АЦБ лига. Во август 2016 година се преселил во Севилја, односно Реал Бетис, како ново спонзорско име на клубот. Во моментов тој е капитен на репрезентацијата. Беше тоа на 9 декември 1997 година, кога во Брисел генералните директори на царинските служби на Белгија и Македонија, Илија Иловски и Ван Валеген, парафираа спогодба за царинска соработка. Беше тоа на 9 декември 2001 година, кога во градот Брисбејн, Австралија, почина македонскиот диригент Ванчо Чавдарски. Тој беше и директор на Македонската филхармонија и многу придонесе за растежот на тој ансамбл, за основањето на камерниот оркестар на таа институција, како и за афирмација на македонското музичко творештво. Работеше и како шеф, диригент на Симфонискиот оркестар на Радио Телевизија Белград,
Во последните години од животот, Чавдарски работеше во Јужна Кореја како диригент и универзитетски професор. Беше тоа на 9 декември 2017 година кога почина Златко Трајковски Хинки, македонски уметник. Тој е роден во Скопје во 1960 година. Од 1986 година почнал да се занимава со колажи, со кои најпрво изведувал анимации во видеопроекти, а подосна ја користел оваа техника самостојно, често внесувајќи ги овие дела во своите инсталации.